Dami i gospoda, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Сте во новото издание на Гласот на народот, да, јас сум Слободан Томич, автор и водител на оваа емисија и постоиме токму заради вас, почитувани, за вас, Гласот на народот. А јас како ваш гласноговорник секогаш ги пренесувам вашите ставови. Значи, вие сте главен фактор, вие сте клучот на демократијата. Не е ова излитена фраза, ниту флоскола, ова е вистина, бидејќи преку денот се дружам со вас, каде и да сте, а ви име на сите страни. Дали во земјата или подалеку надвор од државата, вие сте тие кои ме допингувате со енергија, со секакви информации, со секакви предлози и идеи. И чести задоволство ми што и денеска ќе бидам ваш гласноговорник во ова издание Гласот на народот на телевизија Вистил, да представиме вистинската слика и вистината за Македонија. Моето задоволство и чест беше да го поканам почитуваниот Јанаки Митровски, адвокат магистер инаку. Инаку секогаш ми беше и ми е симпатичен како адвокат и како соговорник во голем број емисии и ќе му сакам добро дене и добро вечер. Добро дене, благодарам на поканата. Без никаква куртоазност рекол дека се што е добро треба да се почитува и да му се даде простор за неговиот напредок. Темата врзана за и околу правото. Знам да секогаш се подготвам пред емисијата, барам по секакви сајтови едно друго, интересни изреки, една од нив е вели постојат закони, она што недостасува е правда. Што велите вие за тоа? Не да што велиме, во многу луѓе ќе ви кажат во Македонија што се занимаваат со право и странски амбасадори, не знам, геометри какви фактори, дека законите ни оддалеку не се лоши толку во Македонија или дека не постојат, меѓутоа нивната примена е тука каде што ние заглибуваме, инаку во однос на правдата, сега во една барем судска постапка кога влезете треба да разберете дека има две страни и постои мојата правда, вашата правда и на крајот е правдата на судот. Меѓутоа, дека има двојни аршини, ако на тоа целите, дека има двојни аршини, тоа и последните случувања со одредени законски измени, се надам за нив ќе позборуваме. Го јасно го покажуваат, односно многу полесно се одредува притвор, се судат луѓе кои што се нели обични смртници, кои што се огрешиле пред законот нема збор, меѓутоа гледаме дека за оние кои што се властодржци, кои што се креатори на политики, не знам, геометри, големи господа, правда речи си да нема екстремно летко кој политичар во Македонија кој што се нафатирал со наши пари лежал в затвор, а уште поекстремно на кој му бил конфискуван имот, бидејќи тоа сега е некој наратив кој што го продава моменталната извршна власт со цел да го оправда веќе истурканите и веќе се насила измените во кривичниот закон, како што се со една многу јасна позадина да се обезбедат уставни измени. Така. Почитувани ќе дадам една информација за и околу господинот Митровски. Тој е дипломиран правник уште 2009 година, при што се стекнал со титулата магистер на тема легализацијата како начин на сузбивање на трговија со наркотици, која е, да видам, реалност насекаде, па и во нашата Македонија, и нече никако да се откорени ова зло. Инаку, господинот Митровски е лиценциран како адвокат и практикува кривично право, семејно право, осигурување, надомест на штети. Има напишано повеќе стручни трудови, издадени од домашни странски стручни списанија, како и објавени неколку меѓународни трудови. Беше задоволство да спомнам за еден млад и голем надежен адвокат кој се надам дека неговиот континуитет на се тоа што го прави ќе продолжи. Рековме имаме закони, дали се купува правда? Во контекст на последните случувања дали се купува правда, одговорот би бил да, и тоа не мора секогаш да биде со кеш, дали со противуслуги или со знаете, секогаш го спомнуваме, рековме да не спомнуваме имиња, ќе ви го испочитувам тоа, меѓутоа еден поранешен пратеник кој што буквално си ја купи правдата со стискање на зеленото копче за уставните измени, значи не мора тако ќе кажеме купување правда, тоа секогаш асоцира на кеш купување правда, не мора да биде
тоа дали се купува правда или слобода, не мора со кеш да биде, меѓутоа еве конкретно за господинот за кој што верувам дека сите ќе разберат на кого алудирам, дека си ја купи правдата од негова перспектива, односно слободата со стискање на зеленото копче на еден највулгарен можен начин, иако многу од тие луѓе нормално дека алудирам на 8 мината поранешни пратеници, буквално до вчера пред да гласаат се колнеа во Македонија и во се свето, ништо не им беше проблем во кога требаше да се спасат сопствената кожичка, да или за останати против услуги, да си ја купат правдата или слободата. Би потенцирал, кој што сум потенцирал многу пати во емисии, дека кеш корупција, далеко од тоа дека не постои, мислам, нормално не сме корумпирана земја, меѓутоа политичката корупција и бизнис врските многу повеќе вршат работа отколку односно џокер пријател во некоја политичка партија на власт ќе ви биде многу покорисен од кеш корупција. Минувам да прашувам ваши колеги и претходни мои соговорници, секогаш бидејќи вели предавството е едно најкривично дело во историјата, каде и да е, вклучувајќи во државата, кој не застарува. Дали воопшто тие луѓе кои велите стискат на зелено копче да си ја купат слободата, па потоа се компензираат и со убави финансиски... И со пари, богами, да. И со пари, тогаш кеш. Да. Дали сепак мисла дека кога и да е, вистината не може никој да модифицира или правдата да излаже? Видете, Слободан, тие вистината не ја знаеме, излезе наведена конкретно за тие луѓе што го направија тоа. Или се окуражени дека нема казливост и тие тера? Неказливост апсолутно дека ги окуражува и ова што се случи со последните измени уште толку ќе ги окуражи и хоштаплерија политичари кај нас, меѓутоа знаете како се е до домашно воспитување. Јас сум да речеме, јас имам многу либерални сваќања, значи не ми сметаат мене ни хомосексуалци, меѓутоа сум воспитуван на оној традиционален начин, нели семејство, домашно воспитување и така натаму. И веројатно кај тие луѓе пропуштиле да бидат воспитани односно нивните родители пропуштиле да ги воспитаат дека парите и не се во животот и сега знаете кој е супститутот да јас би бил тој што сум стиснал на зеленото копче или сум украл, еве сега имаше кратење, не знам, од Министерството за труд и социјална политика за деца со одстапки во развој, мислам, од најранлива категорија на луѓе кратат. И тоа е трагично, се кој е задоволството. Што разволи две деци не почина. Финансиски немам таква информација да не шпекулирам, меѓутоа кој е задоволството, кое ви е задоволството да вие ќе возите, ќе си купите некоја убава кола, да морате тој товар да го носите, меѓутоа очигледно дека домашното затајување, домашното воспитување за тај или мојата работа, која што за жал и што оправдано, што неоправдано е доста мојата професија извикана, да речеме, и тоа е секаде така во светот. Вицеви за адвокати секаде ќе слушате, меѓутоа јас имав многу добар ментор кој што ме насочи да се концентрираме на честно работење, добро работење, а работиме реално се уште професија која што е добро платена ако сте во повисоките ешелони, така да би апелирал сите помлади колеги да се тераат по словото на законот, а парите се неминовни ако добро работите. Децата се индиго, децата се сунѓер кои купат, пиваат како родителите се однесуваат, како таткото, мајката доаѓа до кеш, како ги нарекуваат или општо ги се нарекуваат, финансиски потенци што доаѓаат дома, неконтролирано, материјални добра и се тоа, и детето веќе иде по трагите, по стапките на своите родители. Но во контекст на сите тие нешта, што сакам да ве прашам, а гледаме дека се случува веќе видено и неказниво, тоа зелено копче, пристискање и притискање врз политичкиот и народниот потенцијал, дека треба по секоја цена да се случат уставни измени. Апропо, така наречениот бугарски диктат, а кој ми спомна дека некои од балканските политички партии лидери викаат, пазите, тоа не е бугарски диктат, тоа е француско-германски договор. Не баш, меѓутоа, како да ти кажам, значи не, ако кажуваме ние конкретно, мене да ме прашате дали имам проблем да бидејќи нели ја припаѓам на националност на народ кој што не е дел од мнозинскиот, и сега да ме прашате дали имам нешто против конкретно само вака проформа
на внесување на бугарите во уставот, одговорот би бил не, меѓутоа позадината е многу подлабока, значи сето тоа се прави со задна намера, Асиметрични се прави тоа со задна намера за да може после тоа континуирано да се прави. Да настапат играри и игранки се така е, значи од тука добро настапуваат од политичката партија Левица која што одамна не ја симпатизирам, меѓутоа по една подлабинска анализа кои ќе бидат се последиците на внесување на бугарите во преамбулата повеќе пати се дискутирани без разлика дали се работи за 3500, 35.300 бројка ништо не значи ако таа заедница има придонес во градење на државата, меѓутоа кај нив тоа се прави со задна намера преку бугарската агресивна надворешна политика. Јас сакам, почитувани и вам, драги гледачи, почитувани пријатели нашето непоклучување и соседни држави, да речам, најмалку имам против нашите соседи бугарите. Еве да ви кажам искрено, во мојата таа сага што ми се случи во македонската телевизија, знаете, исто така волим поддржувач и секој ќе идам поддржувач за мојата Македонија. Оти немам друга таткови, нова ми е Македонија. 2001 бранев како граѓанин, како новинар и се борев за македонската кауза и ќе се борам секогаш. Така да 2003 кога бев избркан од македонската биши, ќе еден ќе рече не, јас спомнувај тоа. Да, избркан, ја не се страмам, бидејќи се борев на браникот на за македонската држава. И јас заминав во Бугарија, снимав 6 часа програма. Токму за телевизијата која се наоѓа оваа зграда со директорот и заменикот директор. Иначе не сум бугарофоб, како да речем, напротив. Еден, да. Вром таман работа, да. И така што имав чест да направам од северна бугарска, да речам, обала до јужниот, од Албена до Приморско. Замислите, кога сум јас направив 6 часа програма што не бил пример во Македонија. И представив прекрасна приказна, им реков на бугарите, ве почитувам како соседни до Рубиконот. И вика Слободан, ние имаме респект. Но тука е, мојот коментар беше малку подол, дали начинот на презентирање, представување себе си како политичар, како премиер, како министер, како офицерче на некое министерство, зависи како ќе те ценат и во соседството, и на меѓународен план, и дома. Са Македонија е мала земја, не можеме да го игнорираме влијанието на меѓународната заедница, иначе конкретно за Бугарија гостува во една преку нели линк во бугарска емисија и се знаете како моите ставови беа тие. Прашањето на господинот домаќин беше зашто на германски ведемек дипломати или на германска држава никој не ги нарекува фашистички или никој не сатанизира на таков начин како што во Македонија наводно се сатанизирала Бугарија. И мојот одговор беше многу едноставен, значи ја не сум видел, еви вие можете тоа да го потврдите, дека не сте виделе ни еден германски политичар после Втора светска војна кој го негира Холокаустот, кој што ги негира слободата на нацизмот се поклони, така да јас не ја обвинувам оваа ги таман работа да обвинуваме цела нација и генерација, меѓутоа и човекот се изненади кога му кажав дека сум секоја година во Бугарија например на зимување. Така да тие ставови кои што ги имаме треба да бидат на линија на нашето рацио и на нешто што е нормално. Се знаете како јас никогаш не сум го користел зборот патриот затоа што кај нас тој збор е многу поганет и злоупотребен. Че те наречат фашист? Не, многу луѓе и тоа си го сметаат за професија, за мене едно нормално чувство, треба да си ненормален да не си сакаш државата и самото раѓање ти го стекуваш патриотизм. И кај што си растал, меѓутоа кај добар дел од нашите политичари доста лукративно се покажа такво мантрање. Дефинитивно. Тоа беше еден малце вовед за француски-германски проект, што го спомна, мислам, господинот Али Ахметов, мислам дека така даде некоја изјава во некој интервју. Бугарската надворешна политика веројатно си ја работи својата работа за разлика од нашата надворешна политика и исто како што е со делењето пасоши и отварање на бугарски клубови каде што бугарското разузнавање си ја работи својата агенда, а нашето контраразузнавање очигледно спие. А па има во Албанија најтазе, нели, со госпоѓа Јотова што вие гледате дека како се викаше господинов од Струшково село, чии што генерали јасно кажуваат, ние барем што живееме во Македонија знаеме дека е или албанец или македонец муслиман, а истиот се представува како бугар и постои една јасна тенденција на луѓе кои што влагаат во судир во законот со Македонија да наоѓаат заштита на таков начин. Еден заклучок од овој сегмент дека македонската надворешна политика мора да е проактивна, така е, позитивна
да се заштитат правата на македонците каде и да се, особено сега Па ние со уставен амандман се откажавме уште Дефинитивно. 90-тите, што ниедна држава не го направила. Не постои. Значи ве кажете Не ми кажат постои. позитивно. Не постои. Јас се сеќам, тоа беше еден невоспомнен министер кој рече немаме ништо со Грција, тоа се граѓани на нашиот сосед и немаме. Тоа е многу Никој не спори дека се граѓани на нашиот проклето сосед. да се откажеш од твоето Така, нема од дел од твоето тело, дел и така натаму. Во контекст на сето ова да видиме повторно за законот за КЗО или членот 353 и така натаму што создава голем број земјотреси и така натаму, зашто е ова односено? Дали е повторно некоја трампа, некој дил и сето она што создава голема контроверзија и нејаснотија меѓу народот? И не создава токава нејаснотија, повеќе од јасно е, мислам, повеќе од очигледно да се гледа дека овие измени, прво начинот на кој што се донесени за само 3 часа, второ самите членови што се во работната група, меѓу кои пар мои почитувани професори кажуваат дека они поима немале за овие измени и дека се прерипани при носење, воопшто не се консултирани. Без никаква јавна дебата, геомети 3 сата, значи за 3 часа такови сериозни измени во така системски закон како кричен закон. И се злоупотреба не се европското носат. знаменце? Се злоупотреба европското знаменце за јас гостував пред 2 дена во емисија со заменик министерката која што ги презентираш и сега директиви на ЕУ па биле драконски казните, па било, значи најдете ми вие нормална држава, цело време се спомнува Германија, Франција, јас ако не се лажам, вие сте постар од мене, Хелмут Кол го гонеа за финансирање илегално на неговата на СДУ, ако не се лажам, беше дел од или таа партија. Така да секаде се јавните добра, јавните пари супер осетливи. Ова се прави со многу јасна намера да се одоброволат, прво не треба да заборавите дека тројца пратеници моментални од опозицијата имаат директен бенефит, односно за нив ќе се спасат од затвор со овие измени и со тоа се тројца, уште 5 и ете ви бугарски измени. И ова не е прв пат оваа извршна власт на ваков со удбашки методи да се служи суптилни или несуптилни за да одоброволува. Сите го знаат примерот како се промени името со 8 пратеници кои што буквално од притвор ги вадеа гласа, а по утрените им го укинуваа притворот и сакаа геомети било судство независно. И ова сега до ноември има некои таймфреймс имаат замислено или им е наложено од надвор дека мора да се постигне и гледаме дека забрзано се ита кон тоа. Не се сомневам врз основа на све што се случува дека уставни промени ќе има и последиците после тоа ќе бидат несогледливи затоа што константно ќе има нови барања и ќе се форсира, памтете ми го зборот, ќе се форсира наративот дека таа етничка заедница е тепана, дискриминирана. Еве сега влезе во последниот европски извештај за некакви вербални навреди, некоја будала на интернет што напишала и са ние на тоа треба да се дали е дел од официјалниот наратив. Знаете како екстремно радикално крило секаде има. Во Србија ќе најдете кој што кажува дека ова стара Србија, во Бугарија малку по-мејнстрим политика е. Меѓутоа не може тоа да биде репер за однесување на целиот народ, а кај нас врз основа на 3500 луѓе кои што слободно се декларирале како бугари тоа ќе се случува, инаку постои наратив меѓу бугарска политика дека е тоа нели наместен пописот, па они се многу повеќе од 3500, ама имаш избори кај нив каде што гласаше диаспората, па погоди колку се пријавија за глас, 3500. Во Бугарија. Само едно дополнување на подсетување дека реунификаторот на голема на Германија, ќе речем, на ДДР и западна, Хелмут Кол, беше обвинет, како и Ширак и францускиот председател. Меѓутоа, не правам паралел со Ширак и Хелмут Кол. Хелмут Кол направи една игранка за партијата, што е противно, што нема лично како кај нашите политиканти кои знаат, умеат да се напунат според јавното мислење, бродовите, магарињата, бисагите и така натаму. Неколку генерации. Повторно неказнивост. Зошто што мислите, зашто меѓународната заедница гледа вака низ прсти кога се случуваат криминогени ситуации? Треба да сте многу наивен да верувате дека на меѓународната заедница нешто особено ја гајле дали нашите политичари крадат или не крадат, не ви е важно некоја своја агенда да си истуркаат. Крај на крајва знаете како не крадат од нивните пари. Не крадат од нивните џебови, не крадат од нивниот електорат, крадат од македонскиот народ кој што милува да молчи и кај нас партијаштвото, клиентелизмот и конформизмот се вака рак рана на општеството. Во ниедна нормална држава
така бледо не се реагира на ваков тип на работа. Вие видите што се случи предбрзо во Франција, која што до душа има дори многу поголема земја и поголема историја на протести, кога се обидува да го подигнат овај прагот на одење во пензија, значи буквално ја запалија државата, се далеку тоа дека повикуваме на насилство, ама да имате вие кога се гласаше францускиот предлог, јас бев пред собрание, имаше максимум 300 луѓе, значи повеќе полиција имаше отколку што имаше цивилки, бидејќи ги знам од работа. Што е таа индолентност? Полицајца, па ја ви кажав, значи клиентелизам, конформизам и партијаштво е она што е ракана, баш кај народот. Не е моја работа, нека други мислат за тоа. Па и не е моја работа, на ведната глава сабија не ја сечама, па и сонце не ја грее од друга страна и тоа не доведува до состојба на апатија и не треба да се замерува фактот дека 70% од младите сакаат да се дали стравото 27 инсценира 27 води, има и тоа улога, затоа што таму казните беа какви што беа, значи од најмалку 7-8 години до 18 години, мислам дека. Колку беше 2 века? 200 и нешто години кацарска овакво подели. И тоа секако дека има влијание, меѓутоа не е само тоа, значи 70% од младите не гледаат иднина тука, што е погубно за државата. Нас бела чума ќе не изеде, ви имате паралелки, значи земете го само правниот факултет од што јас потекнувам. И јас кога студирав, се запишав 2004 година, буквално беше врвулица на правниот факултет, 1500 луѓе беше моја генерација на сите смерови, 950 беа само на правни студии, јас сега имам девојче кој што е трета година. Кај мене и ми вика дека се 140 луѓе вкупно. Сега не е само дека конкуренција вајде повеќе правни факултети, значи масовно иселување е она што нас ке нуби. И тоа е за сите етникуми. За прв пат како што спомнавме пред емисијава, за прв пат македонските албанци се 1% помалку од тоа што масовно се иселуваат. Еве сега имаше на ТВ21, мислам, жални стики, цели семејства се иселуваат затоа што едноставно тоа и на Косово. Немаат, не се спомнам така, затоа што има лимит колку можете национализам да им продавате на тие луѓе. Значи пак ќе сака утре да го отвори фрижидерот и да може да ги нахрани своите деца, а тоа во Македонија со популистички националистички апсолутно, гледате, цели семејства се иселуваат. Значи Гостивар масовно се празни. Тетово масовно се празни. Не знам што мислат и од кого мислат да крадат нашите политичари кога ќе нема кој да го полни буџетот едноставно. Имаме на сознание, ја делам мислата со едни мои колеги, еве јас и тоа претходно размислувам, Македонија никако да ја разбере сериозно работата, да си бара да вистински партнер, стратешки партнер, поголем, посилен брат. Ја не велам дека нашата комуникација со Соединените Американски држави треба да се дискредитира или не е за респект. Апсолутно, имав таа можност, верувајте ми, тоа да видам неколку наврати во САД и имав можност да размена мислење со сенатори, со конгресмени, кај што не е тоа проформа, максимална респектабилност кон државата. И силни, ова, значи, не е никаква клиентелистичка, напротив. Јас сум човек кој следил 3 американски претседателски избори. Јас сум новинар кој го критикувал американскиот политички амбиент во сама Америка за некои работи, а истиот новинар добил, тоест ја, единствено покана да ги следам изборите со Џорџ Буш и Ал Гор 2000-та. Меѓутоа, американците почитуваат професионалност. Не подлизурковци, не клиентелисти и така натаму. Зошто не ја сватиме сериозно на работата, да најдеме вистински, како да ги речам, не спонзори, пријатели кои ќе функционираат во вистинска смисла на зборот и да стават грб за нас и да пресечат и да речат чекате стоп, ова е веќе доста. Па може би дека има кога нас премногу се игра на емоции, знаете, во надворешна политика се интересите се пред се, меѓутоа ние не знаеме да искористиме кога нашите интереси се исти како помогни држави. Низ пример ќе ви кажам барањата на Бугарија, прво да го што е ненормална работа да го уредува образованието во оваа држава, значи со редефинирање на Кај го има тоа? Никаде каде што тој кривично дело патем, каде што бидејќи не става во одделно образование во подчинетост према друга држава, ние не смееме да извадиме учебник по нивниве максималистички барања пред да го даеме на одобрување. И ние тука, значи, негирање на нивната улога на Холокаустот, затоа што кога бугарската држава говори за Холокаустот, тие милуваат да зборат како не само нивниот патриарх, тогаш повеќе луѓе се кренаат таму, адвокатскава комора, писатели, еврејско друштво. Точно дека не се пратија евреите од Бугарија во Треблинка, меѓутоа македонските евреи по таа организација и плашт 7500, инаку не знам дали знаете информацијата дека германскиот рейх им плаќаше по 2 рейхсмарки за транспортни трошоци од човек, што е вака доста бизарно, и ни еден наш политичар не се реши да отиде во Јерусалим, несомнено
моќна држава со нели со сериозно меѓународно влијание и да таму побара помош во сузбивање на тие максималистички, така да ние не веројатно се водиме по наведнава глава Савија Нејасич. Милувам да подсетам и ќе ви кажам, дали знаете дека сме единствена и ретка земја која има еден голем стратешки договор, пријателски корпус со еден трилинг, што ретко држави во светот има. Тоа е САД, Израел и Турција. Овој трилинг е, ако ме прашувам, зборам со вас како интелектуалец и познавач на приликите, тоа е ретко да се најде во геополитиката. Реално да, ама не користиме бенефити од тоа, ме разбирате. Меѓутоа, дали конкретно оваа ситуација нашите политичари, која да е политичка превенција, треба тоа да го има како оче наш? Немаат ништо како оче наш. Кај нас гледаат да се накрадат, со три раце крадат, значи само им е, веројатно им е единствено нешто за кој што жалат нашите политичари, што немаат трета рака, за што не излезе да крадат, и онака без исав крадат. Значи во Македонија мислам дека уште на тоалетна хартија не се краде, веројатно и на тоа се краде. Така да не гледам зашто би биле наивни да веруваме дека они се нешто добро за државата сакаат да направат. Прва мисла која ќе добијат на власт им е кој на кој столче да седне и тука се спремни буквално се исколат. Во Македонија во 98 година умре идеологијата на партиите, односно умре 95 година кога ВМРО да помене официјално смени идеологијата од македонски национализам во демохристијанство, кој што има плејада партии. Ама и кога се создадена 550 суди преку ноќ, се сеќавате? И 96-та тоа се случи и доста суди, од тие суди многу се сменија, значи секоја власт си носи своји суди кои па немаат проблем да се именуваат адресовите, затоа колку партизацијата не се на судството на третата власт ја донесе државата во ваква состојба? Број еден проблем во судството е токму партизацијата, тоа јасно се гледа и судиите како да не сакаат да го уживаат авторитетот што законот им го дава, односно не сакаат да бидат власт, туку како да им одговара да бидат подчинети, и веќе ви кажам конкретно, за новите измени на КАЗЕ, Сдружение на судии молчи, само еден судија имаше храброст, тоа е претседателката на Врховниот суд Беса Адеми, да излезе јавно да каже дека ова што се прави не чини и дека се прави без консултација на Врховниот суд, што не е во ред. Сите други молчат. Како да им е јазикот изеден и како да кој знае што ќе се случи ако станат и кажат луѓе ова вака, не бива. Затоа што се разговарав со судија од Кривичниот суд и човекот е на став, веќе ја неги гледа се, они си го менуваат законот и јас утре кога ќе давам мали казни, судот е крив, вели. А не тоа што тие го менуваат законот. Што повеќе многу тешко се охрабруваат и тоа е веројатно така затоа што извршната власт под директна контрола ги има и судскиот совет и советот на јавни обвинители кои се тела преку кои што се напредува во да се фаворизира криминалот, кои што се превосира, значи се озаконува, се охрабрува да се краде затоа што ако е основната форма на делото злоупотреба казнива до 3 години. Тоа значи дека релативната застареност, односно правото да ви се отвори истрага, застарува за 3 години. Тоа значи теоретски дека вие можете во првата година да се накрадете за цел живот, после тоа партијата ве штити 3 години, настапила релативна застареност и следната власт нема ни да може да ве процесуира. Така да никако со ништо не може да се оправда. Никако со ништо не може да се оправдаат овие измени кои што се адхок, кои што се наменски, се знае зашто тоа се уставни измени. Имаме ли пример во други држави во светот или Јавните добра, како што спомнав, се секаде високо се сензитивни, значи вие имате случаи да во Норвешка или во Шведска, добро се сменија далеко од Скандинавија, меѓутоа таму мобилниот телефон некоја министерка си го земала службениот на одмор и го користела и дава оставка, значи тука нема муабет дали ќе даде оставка или не, тоа не е прашање. Во Исланд му се наоѓаат, внимавајте, сметки кај нас офшор не е илегално да имате офшор сметки, меѓутоа се сомнителни зашто би сакале да имате офшор кај што не се бара потекло има, значи му наоѓаат офшор сметки, народ ги преплавува улиците и тој мора да си оди, не е тоа прашање дали ќе си оди, прашање дали ќе одговара кривично или не. Кај нас уште очекуваат да им ракоплескаме. Ва корпуса само прашање, не сакам да се повторам со другите емисии, бидејќи веќе со се слуша. Абсорбираме. Не, зборот ми е како више да ставиме крај на сето ова? Има ли, дали тоа утопија или може да се случи, имајќи факт, јас имав можност да разговарам со авторот, да речем, предлагачот на ДЕКРИ, господин председател на Демократскиот сојуз, господин Трајанов, ќе го спомна, да. Меѓутоа, тоа беше све излитено како хартија на маса и друго, уште еден предлог беше Агенција за сформирање, исправете ме, молам,
за борба против корупција и следење на политичките партии во рамки се тоа. Има ли шанса тоа? Или врана врани очи не вади, што вика, Така, и никој не сака да се... Па не само тоа, пак ќе ви кажам, све се работи прво до домашно воспитување, второ до политичка волја. Значи, како стареам, пак сум во некои нели рани средни години, да речеме на 37, меѓутоа се повеќе сум песимист дека работиве може да се променат на подобро, затоа што кај нас политичката култура е на крадење, строго на крадење, значи нема ни идеологија, ни можеби кога бе во 90-тите повеќе имаше национален романтизам, можеби повеќе луѓе го гледаа, па и социјалдемократијата беше многу позастапена од сега. Политичка понуда, ја конкретно ви кажам дека не знам што би ме извадило на следниве избори да гласам, можеби би гласал на председателски во зависност од кандидатите, меѓутоа на парламентарни сигурно нема да гласам, не гледам за кој би го дал својот глас. И самата култура кај децава што одат во партија е тоа, да дојде на позиција да се обезбеди, затоа што ова што се случува им е добра школа, оди на кради се, никој нема да те гони, ќе се вадиш ако треба да даваш гаранција за да пуштат ќе даеш од гаранцијата што си од парите што си ги украл, и тоа е лоша школа за нашава младина, дека нив им се дава јасна порака. А завршите факултет, правете су партија и таму сте заштитени како бели мечки. Дали утопија да се направи таква агенција која ќе го следи? Таква агенција ништо не значи, 100 агенции се направиле. За правната држава да функционира. Господин Митревски, да ви кажам искрено, видам турците, Ердоган, Тајип Ердоган вели, ако затреба ќе се раздвоиме, една Турција, еден колос, кај што сме ние еден 80-90 милиони, сериозна економија. Тука Инџирлик, ние имаме пак едно геостратешка, и се молам, збориме како интелектуалци, како познавачи на приликите, Македонија има силна геостратешка позиција во светот. Исток-запад коридорот е тука. И ние треба да оценуваме, така да употребам тој збор, ние да поднесуваме, да бараме, да поставуваме услови, а не да се подлизуркуваме, просто да бидеме подлизурковци или клиентелистички. Само Македонија е мала земја, таму мокта за оценување е прилично лимитирана. Тоа мора да се зема. Монако ли беше, кој рече не сакаме, прекинуваме преговори со Европска унија. Монако, да. Бидејќи не може, едноставно не сакаме. Монако има 34.000 жители, од кои што повеќе се милиардери, са не може да баш да не сака да се инфицира со Апсолутно. Не, видете, не е само Монако. Исланд кој не сакаат едноставно некој да ги црпи парите и не само да ги црпи парите, они многу зависат од рибарска индустрија која што требаше да биде и едноставно сметаат дека интересите на нивните граѓани се пред интересите на Европска унија и никому ништо не гледам дека пропадне Исланд. Што би беше пораката? Нема Европската унија, господин Митревски, да не прими никогаш, според моје мислење, со ваква перцепција на живот, корупција и се тоа на криминал до плафон. Ма тоа е јасно кажано од повеќе амбасадори, од австријски, од холандски амбасадор, холандскиот од некој кој што па прикина и милион евра проект прокина со јасна порака дека корупција и невладење на право, односно проблемите со владењето во право никогаш нема да дозволат. Значи ние ќе имаме утре да ги внесеме бугарите во уставот и еве под предпоставка што не е точно дека Бугарија ќе престане да испорачува барање, што апсолутно нема да се случи. Апетитот е голем. Така е. Ма се знае што е влажниот сондивец, нема да се правиме наивни. Утре ние ќе имаме од најмалку 3 држави сериозни европски ќе имаме вето врз основа на поглавието од владење на право. Значи не може да имате случај да се црна листа на САД и тоа е малку дискутабилно, зашто мен доктачи Илјубе Бошковски 20 години на црна листа, па се дала влајачка коалиција и баш ми е гајле. Меѓутоа не можете да имате сериозна корупција од авион видлива на, не знам, локален некој си шериф, градоначалник, кој што не сака никој да ја процесуира. Значи, овата партија не смогна за сили да му побара да се откаже сам, значи не да одговара, внимајте, не да одговара да лежи затвор. Ете да не биде веќе градоначалник, едноставно мува не ги лази. Се појавува амбиент. И крај крајава, извини, црната листа, тоа сме го зборувале со еден ваш колега новинар, ништо не им значи, тука им е вилаетот и тоа е тоа. Нека и Медина е тука. Но еве, по секоја цена се на место се најавува притисоци, дилови, се шпекулираат, некој ќе асистира да дојде до промена на веќе се асистира, значи веќе има сериозно. Што мислите вие на се тоа? Може ли да се случи таква ситуација да па се поизвестно дека ќе се случи, веќе се има сериозни асистенции, значи меѓународната заедница отворено мижи пред знаете како они така ги врбуваат. Знаат дека се корумпирани, ги оставаат да се накрадат и после тоа на некој начин ги условуваат со тоа за да може да се
да се реагира и да се постапува на начин кој што се постапува, знаат дека им лепат рачиња, така и нас се болни по пари политичари, значи тоа е. И тие што се клоне во Свето писмо и во мајка на Македонија? Па еве јас ќе ви кажам дека една пратеничка од 8-те, значи на 3 дена пред да гласа за уставните измени, држаше пресконференција пред низината матична партија и се клонеше у мајка Македонија, се како да ви кажам, знаете како веројатно нема ништо свето за тие луѓе, не знам што да ви кажам. Значи не знам, пак ви кажам, сметам дека домашното воспитување кај тие луѓе затаил. Но еве слушаме повторно доаѓа Девите Тимпера, познатата, тоа е една стара римска има ли шанси да дојде до раскол во ВМРО ДПМН? Па тоа веќе повеќе од очигледно дека се случи дискутабилно е како е се уште влијанието на Никола Груевски. Веројатно е голема, са човекот беше 11 години алфа и омега во таа партија. 10, не знам, 11 повеќе последователни победи на изборите им донесе колку не е тоа и невообичаено. Вие сте и познавач на тие прилики, сте прателе политика подолго време, значи Бучковски му сврте грб на Бранко, иако тој го направи председател, не знам, Груевски на Љупчо. Секој кога ќе дојде на позиција, сака самиот да си... И предходниот на Ковачевски заеви... Така, значи Заев го, буквално го октруираше Ковачевски, па сега знам, бидејќи имам пријатели во сите политички партии, дека и таму не цветаат рози во тој однос. Са тука и малци до его, веројатно и до суета. Ви сте млад, 37 години. Да, 37 години сте млад. Секој што ќе дојде на позиција си сака сам тој да дигрира темпо, меѓутоа е повеќе од очигледно дека искусен адвокат. Бенефит ќе има одредени политичари. Млад адвокат искусен, меѓутоа ве гледам како една енергија голема и една моја порака, како еден ваш постар колега, да речам, повозрастен. Има ли шанса да се создаде обединување на Македонија, на македонците, за обстанок на оваа држава, која боде очи во сите пори на животот во светот и во така наречени наши пријателски, соседски, меѓународни. Тоа дискутиравме со еден пријател сега кога одевме во некој Штип, бевме во неделата на свадба кај еден пријател, дека до 2030 година кој што ни го ставаат како некој таймфрейм за влезување во Европската унија, навистина ова со жалење го констатирам дека е дискутабилно дали држава ќе постои во оваа форма, затоа што не се само надворешни внатрешни апетити, него белата чума и не волноста да се им апатијата која што владее кај народот е она што на крај нас ќе не срози, затоа што сме многу подложни на страно влијание. Не, јас спомнам сам политичката партија која е претендент за промена на политичкиот амбиент и гази храбро, мислам, во секој случај се бори против криминалот и криминогените ситуации во Македонија, што се случуваат сега. Се работи, се мислам, на ВМРО ДПМН, визави незиниот опонент кој смело и натаму убедува и повикува на про и анти-европско ЕУ настроени. Како вие толкувате како еден млад интелектуалец, еден успешен адвокат во оваа ситуација, дека вакви напади визави проект контра за Европска унија, пази, ако не гласате за уставните измени, да, сте анти, или сте русофил, или сте анти албанофоб. Да. Кажете како го толкувате сега? Видете се, тоа е стара, не е тоа нова пропагандна алатка, дискутабилно е сега, малку оптимистички размислувате дека можеби и навивате сега да не сете погрешно дека ВМРО да помане нешто посебно се бори против криминалот. Биле на власт, сме виделе како се бори против криминалот. Сакам сите но тоа е очекуван притисок, и сега председателот на ВМРО ДПМН ќе изврши политичко самоубиство, значи човекот влезе all-in колку што гледаме. Нема да има уставни измени, јас овие пратеници што се вели јас сум ги бирал, кои ќе бидат, јас сум ги правил листите и гарантирам, стојам позади тоа дека повеќе пати повторувам, еден ако се отрне јас или готов, меѓутоа дискутабилно е колку ќе успее да го издржи притисокот и за тој човек навистина е се или ништо, make or break е ситуацијава, ако го издржи притисокот, а треба да го издржи, ќе биде власт за година дена, но на СДСМ тој ми е единствената карта политички да преживеат, затоа што тие луѓе живеат во делузија. Јас сум неколку мои пријатели од таа партија сум зборил, и они се во некоја делузија дека ќе составуваат идната влада, што како да ви кажам, значи сега не дека баш ќе победат, ама дека ќе бидат во состојба да составуваат идната влада. Но
единствениот начин да се надеваат на тоа е да ги насанкаат ВМРО-ДПМН да гласаат за уставните измени, за да стават знак равенство. Еве ние сме предавници, ама и вие се, и тоа е единствениот начин да покажат. Инаку во овој момент би изгубиле најмалку 2-1. А што мислите, си минатата емисија спомна дека не сме да се подцени името на Али Ахмети, кој еве гледа мудро, како лисец, ја врши секако има него. MVP е човекот. Тоа дали го сакате или не го сакате, сите влечеме трауми од 2001 година, ајде да речеме и тоа со текот на годините абсорбирано, дуе ултра корумпирана партија, значи не постои покорумпирана партија во Македонија. И се нижи и од меѓународниот партија. Апсолутно се име дозволено, меѓутоа го сакале тој човек или не го сакале, човекот е MVP на македонска политичка сцена, значи крајно прагматичен, тоа што ви го спомнав и надвор кога разговаравме за емисијава, погледнете само како ги изгоре сите условно речено опозицијски албански партии, Беса Алијанса, и самиот Тартан Груби го Беса Алијанса алтернатива, влези на власт, излези на власт, а него му е гајле, он си има стабилно политичко тело, овие ќе влезат на власт една година, ќе се полакамо за функции пари, нема да испорачаат ништо на своето гласачко тело, бидејќи он им го завзема просторот и буквално 3 партии со влези и излези ги изгоре. Ви имате состојба да една партија која што ветуваше, да речеме во тој блок како Алијанса на албанците, не освои ни еден советник во град како Тетово, што е доста символичен нели за македонски албанци. Дали ги пуштени из вода СДСМ со ваквиот начин на артикулација? Веројатно се позиционира да биде коалиционен партнер на ВМРО-ДПМН, што и ќе биде. Математиката тоа јасно го говори. Не дали тие сакаат или не сакаат. Јас повеќе пати го повикав бар 2 збора да гукне на македонски. Збори македонски многу добро Али Ахмети, не знам кога го знаете, значи многу добро знае да збори македонски. Колку точно да се шпекулира дека е македонски муслиман? Тоа не знам да ви кажам. Така разговара, но како и да е. Спекулација би било несериозно. Добро, јас се повлекам и речи така се збора, но како и да е. Значи во секој случај самиот начин на неговото презентирање и артикулирање во интервјуто веројатно прегрупирање на политичка сцена. Знаете, кај нас нема љубов, а и тоа е секаде е така. У политика нема љубов. Нема никаков проблем, никој сите со секој да коалицираат, затоа не се секирате. Утре и ВМРО СДСМ, што е малку веројатно сега, меѓутоа и да би виделе таква коалиција, не би се призненадил и левица со ДУИ да бидат во иста влада и тоа не би ме изненадило врз основа на некои повисоки интереси. Не се теории на заговор. Меѓутоа фактот говори 2016 видовме на какви мускули со каква иконографија дојда и шарените и сето она да се смени. И пак со помалку пратеници па се направи. Да, но од друга страна, дали веќе Запад си го направи сценариото, си го работи и му дошапна и рече више крај. Новиот амбиент е дефиниран. Зборот ми е за господин Али Ахмети, која предводи новото политичко живење што ќе се случи во наредниот период. А тоа значи збогум СДСМ и веќе се коалицира со најавената. Би се изненадил да нема коалиција, затоа што успеват да го доминира тој простор на албанското условно албанско гласачко тело и премалку сите други партии нема да освојат пратеници колку ДУИ и ќе биде многу тешко да се заобиколи комбинаториката, ќе биде таа да ќе биде многу тешко да се заобиколи ДУИ, и не дека немаат историја на коалицирање, мислам 9 години беа коалициони партнери. Замижуваат нашите пријатели од амбасадите тука и замижуваат за на очевиден криминал. За страмежливите обвинители дека не водат никакви поставки и испитувања на овие. Имаат цел албум сликички со првенци од ДУИ. Читав некој напис дека има доста страмежливи обвинители кои не се одлучуваат да сторат нешто што е подопрен глас таму и таму. Кажете ми еден функционер на ДУИ кој што лежал затвор, мислам, кај нас ретко кој лежи затвора не па од таа партија, мислам. Да, јас имав таква можност со Карл Дел Понте 2001 кога бев и беше тоа без никаква претенциозност, очи со вас разговарав, реков дали имавте еден муслиман или обвинет во времето на 99 во Србија или еве се во Македонија. Еве ги сега ги вадат, значи гледате са тоа е проклетата надворешна политика која си слуга, значи има една претензија да се користат луѓето па се пуштаат низ вода затоа што гледате дека се се потреби ги на обвинителна клупа. Ако клупа. дојде Доналд Трамп на власт може да се активира повторно обвинителен акт против Али Ахмети? Не верувам дека Али Ахмети би одговарал во брзо време во Македонија. Значи сепак играч кој им треба. Кој им треба се уште. Косам интересски ви благодарам, но вашата порака би сакал исто како гостин да. Мојата порака за жал, за многу и на моја голема жалост затоа што никогаш не сум бил пропонент на иселување во Македонија, меѓутоа на вистина би им порачал на младите што подалеку од оваа земја, бидејќи оваа земја очигледно не ве сака. Леле, како да одиме во емисијата кога слушам ваква, малце
Далмација е песимистична, меѓутоа тоа е факт, не е апокалиптично. Значи, оваа Како да земја, ги задржиме младите? оваа Како да земја ги- не сака млади, успешни луѓе кои што држат до себе и кои што имаат интегритет. Тоа е И јас се покажано согласувам, кога е јас сум патит плателец, за речеме, жал. од млади Тоа е години, тоа. меѓутоа сепак нека храбра порака со оглед дека да се Да го направи- дигаат гласот многу повеќе и да не дозволуваат гласот да им биде да им биде заклат Злоупотребен. од медиокритети и од партијаши. Значи на партијаши сум исклучиво алергичен. Благодарам за вашето Секој добро и представување благодарам на и за поканата. храброста и верам дека ќе го модифицирате вашиот став. Јас секој живеам со надеж дека сепак постои светлата точка од тунелот и дека ако мислиме позитивно, позитивата ќе дојде. Секојаш да живееме со надеж. Фала. Таа секојаш останува. Благодарам. Почитувани интересен соговорник, интересни содржини, не сакав да се повторам со другите медиуми, веќе слушате, еве говоревме за и околу тоа како да дојдеме до пријатели, да бидеме рибари на пријатели, како што минуваше и создателот секојаш да збори, но ние за жал им затвараме порти на пријателите, затвараме очи и замижуваме на доброто кога ни се прави, односно да го возвратиме и конечно верувам дека после оваа емисија младите ќе разберат дека Македонија е таа што е се што имаме. Бите живи и здрави, се гледам утре вечер и приканив представниците на судската власт, синдикатот, гласот на народот и телевизија Русија, и ги отвори портите на сите кои се незадоволни од политичкото живење во Македонија. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.